12 семејства со ниски примања од Велес денеска ги добија клучевите од своите станови во населбата Хабитат. Организацијата за домување Хабитат Македонија ја заврши изградбата на 5-тата зграда. Во изградбата на истата, како и во претходните 4, беа вклучени голем број волонтери од странство. Дел од работните активности беа обврзани да ги завршат и самите членови на семејствата чии апликации беа одобрени. Зградата е градена со донации на корпорации и индивидуалци меѓународни, главно од Соединетите Американски држави, и со волонтерски труд на повеќе од 1400 меѓународни волонтери, најголемиот дел повторно од Соединетите Американски држави, кои што потрошиле овде повеќе од 10.000 работни денови на изградба на овие 5 згради. Тоа по мене е значењето на овие проекти за новоодредби Хабитат Македонија што ги спроведува. USAID Македонија во многу години уназад покажала дека е пријател на македонскиот народ. Преку USAID на Македонија се поддржани во Македонија многу проекти, вклучително и овој денеска на кој што присуствуваме на отварањето. Она што јас можам да го кажам во моје лично име и во името на владата на Република Македонија, ние USAID Македонија, Америка како држава и американскиот народ ги чувствуваме како пријатели, тие секогаш ќе бидат добродојдени во Македонија и ние ги чувствуваме како стратешки партнери во Република Македонија. Значи, апсолутно, тие ќе си продолжат со своите активности. Нормално, јас им се заблагодарувам за нивната поддршка, а ние како влада ќе направиме све да таа соработка биде успешна и во иднина. Новата зграда е со вкупна корисна површина од 750 метри квадратни. Становите се со различна квадратура. Од Хабитат Македонија потенцираат дека досегашната соработка со локалната самоуправа била одлична. Општина Велес истакна денеска градоначалникот Чадиев ќе продолжи со уредување на околниот простор, асфалтирање на улици и изградба на забавни содржини за најмладите. На долната улица веќе ја подготвуваме за асфалтирање, во наредниве денови ќе ја изасфалтираме долната улица и ќе почнеме да проектираме оваа улица, меѓутоа имаме и обврска со оглед дека претежно тука живее млада популација, да подготвиме и ќе живеат допрва млади популации, млади брачни парови во новите згради, да подготвиме еден дел каде што ќе направиме забавни содржини за младите, за помладите генерации што ќе живеат тука. Предност во изборот за добивање стан имаа млади брачни парови и семејства со мали деца кои живееле во објекти со неповолни услови. Според планот на Хабитат Македонија, во овој дел од градот предвидена е изградба на уште 6 згради.